Колешки Жаклина, колко е добар законот за недела неработен ден, покажува со самото тоа што за нецели 5 месеци носите нови измени. Самото тоа покажува колко е добар законот. Грешките многу брзо ги видовте. Нецели 5 месеци помина, предлагате нови измени. И за тоа, повторно ќе кажам, за тоа кои се туристички места никаде нема. Не можеме да видиме дали Гевгелија може да работи во недела. Не постои ни правилник, ни на веб страна, никаде не може да се види. Во врска со судиите, во Република Македонија има најголем број судии по глава на жител. А бараме, за разлика од други земји во Европа. А ние бараме да се зголеми старосната граница. И уште еднаш за Законот за работни односи. И во досегашниот Закон за работни односи имаше обврска работодавецот да го почитува 40-часовното работно време, како и дневниот и неделниот одмор за работа на работникот, кој што неделен одмор можеше да биде во недела или во друг ден од неделата. Со взаемен договор, согласно кој истите така се плаќаше дополнително за тоа работно време, не повеќе од 10 часа неделно покрај 40 часа редовни работни часа. Празниците, дневниците и неделите им беа плаќани исто така со зголемен процент на исплата на плата, која исто така беше регулирано со член 116 до член 148 од Законот за работни односи. А вие што направивте? Го расчленивте член 134 од постојниот Закон за работни односи и така се измислија нови 41 дејност и сега уште нови. Добро, 43 колку и да се. Значи излегува дека во сите овие дејности да се работи во недела. Што се всушност измените? Така членот 2, членот 134.2 точка стана не една страна или еден збор, стана 2 страни. Со самата измена и додавање на зборот недела. Благодарам.